civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Дозволете да информирам дека владата на Република Северна Македонија во рамки на третиот пакет економски мерки за директна поддршка на граѓаните и стопанството во периодот на вонредна состојба предвиде доделување на 3 типа парична поддршка, односно ваучери за средношколци, за студенти и за млади до 29 години, за да се обезбеди нивната куповна моќ како придонес кон студентскиот и ученичкиот стандард и со фокус кон развојот на дигиталните и IT вештини. Првиот тип на ваучер со еднократен максимален износ до 6.000 денари ќе се доделува на студенти и средношколци од семејства со ниски примања, а средствата ќе се користат исклучиво за покривање на партиципација, за студирање на универзитетите и за сместување во ученички домови, студентски домови и во регистрирани приватни сместувачки капацитети. Вториот тип на поддршка е домашна платежна картичка со расположлив износ од 3.000 денари, која ќе биде наменета за студентите и ќе се користи исклучиво за купување на домашни производи и услуги во одредени услужни дејности кои се најпогодени од кризата. И третиот тип на ваучер во максимален износ до 30.000 денари е наменет за млади до 29 години за кофинансирање на обуки, тренинзи и курсеви за IT и дигитални вештини, кои и тоа како се потребни и барани години наназад, а сега веќе нивното поседување е дури и основен услов за пронаоѓање на работен ангажман во било кој сегмент и ќе им овозможат брзо вработување во новата развојна економија. Според проценките, влогот за овие 3 мерки наменети за младите ќе биде 12 милиони евра, а ќе бидат опфатени околу 100.000 корисници, наши млади сограѓани. Министерството за образование и наука, како институција задолжена за координација и имплементација на мерката, заедно со кабинетот на претседателот на владата, Агенцијата за млади и спорт и Генералниот секретаријат, веднаш пристапуваат кон разработка и дефинирање на конкретен оперативен план со цел успешно спроведување на тоа што е усвоено како заклучок. Младите да ја добијат ова парична поддршка во јуни, односно најдоцна до крајот на месец јули. Секако, за тоа што ќе го подготвиме како конкретно решение, во следните денови, јавноста навремено ќе биде запознаена од аспект на тоа како и на кој начин ќе се аплицира за добивање на овие ваучери. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.